Доброто вечер, Македонија, и добродојавте во петочните 15 минути во ова ново издание на Екстра Ексклузив. На самиот старт во Ексклузив флеши се оно што е актуелно изминатите 24 часа. Ви го најавуваме новиот Скопје Open 2013, а и новиот сингл на Ламбе. Нема чекање, да ги видиме токму сега. Викендот во Скопје по 17-ти пат ќе се одржи традиционална танцова манифестација Скопје Open 2013. Центарот на случувањето ќе биде во универзална сала. Ќе се натпреваруваат околу 500 учесници од 12 европски земји. Добро вечер, драги пријатели и фанови. Туку што ја завршивме новата песна, новиот сингл. Ова се првите тактови, се надевам дека ќе уживате. Поздрав. Поранешниот ексклузивец на М2 продукција, кој однеодамна премина во план Б продукција, Ламбе Лабаковски денеска представи кратко видео во кој го најавува новиот сингл. Слободно оди си, се што градевме прегази, се што имавме прокоцка и без срам и замени. Веднаш по рекламите се враќаме со ексклузивно интервју со Марко Чаласан, шестиот најпаметен тинеџер во светот. Јас не знаев дека бев на таа ранг листа пред да видам од Facebook и од новинари да ми кажат дека сум бил. И ќе вежбаме со Ламбе Лабаковски. Останете со Канал 5. Добродојавте назад после рекламите, ова е петочниот Екстра Ексклузив. Продолжуваме со ексклузивно интервју со шестиот најпаметен тинеџер во светот. И замислете од Македонија. Се дружиме со Марко Чаласан. Го прашуваме како му поминува неговото секојдневие. Еве што ни одговори. The Best School состави листа на најпаметните тинеџери во светот. И од 50-те најголеми млади генијалци, на 6-то место се наоѓа нашиот Марко Чаласан. Па, јас не знаев дека бев на таа ранг листа пред да видам од Facebook и од новинари да ми кажат дека сум бил. Многу горд се осеќам за тоа и не знам, многу сум среќен бидејќи ме одбрале за 6-то најпаметно дете во свет. Да. Марко, ти имаш напишано книга? Да. Од колку страни и на која тема ти е книгата? Книгата ми беше на тема за Windows 7, мислам целосно од како да се инсталира, како да се конфигурира, целосно мислам како да го средите компјутерот за користење. Марко е далеку од дете кој само добро се снаоѓа со компјутери. Уште на 6 години тој го положи првиот испит на Microsoft за администратор на системи, а минатиот месец стана најверојатно најмладиот овластен администратор со диплома на компјутерскиот систем на Microsoft. Колку те прави тоа различен од другите деца? Јас не се чувствам многу различен од другите деца. Мислам, имам повеќе знаење за работи со повредни со компјутери, но не се осеќам како премногу социјално или мислам нешто што не е поврзано со знаењето со компјутери. Не се осеќам многу различно за тие акцепти. Така че се малце надвор да се премени кон мовети за твојот социјален живот. Може? Супер. Да. Ајде. Кажи ми, што правиш во слободно време кога не си на компјутер? Не сум на компјутер, искачам надвор со другари, играм нешто. Што, например, играш некој спорт? Фудбал, тенис. Марко зборува 3 јазици и им предава основи на компјутери на деца од 8 до 11 години во неговото училиште. Во иднина сака да напише учебници за информатика за сите корисници, од почетници па се до експерти. Доста амбициозно за едно 13 годишно дете. Јас сум Марко, а вие гледате Екстра Ексклузив на Канал 5. Поздрав до Марко Чаласан и се гледаме следна прилика во Екстра Ексклузив. А сега продолжуваме со еден настан кој што беше актуелен изминатите 30 на дена. Ние бевме на последниот ден каде што се доделуваа наградите. Биди ти астронаут. Кој доби астронаутска награда? Денеска заврши акцијата Вселенска авантура на Бимилки трговскиот центар Амстор. Повеќе од 4000 деца на возраст од 6 до 12 години ја искористија можноста да се забавуваат и да учат за тајните на космосот, а 300 од нив изработија ракети од пакување бидолско млеко со 10 витамини, со што се вклучија во надпреварот за најдобра ракета. Вселенска авантура се роди како идеја да организираме еден настан кој што ќе ги едуцира децата на нов невообичаен, интерактивен и пред се забавен начин. Денеска тука избравме 3 најдобри ракети кои што добија телескоп, добија iPad mini и добија PlayStation 4. Овој млад астронаут се вика Матеј и го освои првото место во овој надпревар. Матеј, колку годинки имаш? Јас имам 7,5. 7,5. Кажи ми, кој ти помогна за да направиш ваква прекрасна ракета или што е ова? Брат ми од 11,5 години. Организаторите за следната година најавуваат слични манифестации од ваков забавен и едукативен тип.
Одиме понатаму со ова петочно издание на Екстра Ексклузив. Се дружиме со Ламбе Алабаковски. И му абетиме за тоа колку е тешко да се врати тежината, а исто така и колку е тешко да се врати на македонската музичка сцена. Во редовната рубрика Вежбаме со познатите, се дружиме со Ламбе. Денеска, како и секоја недела, вежбаме со некој од познатите, а овој пат вежбаме со Ламбе Алабаковски. Бикини фитнес моделот Марија, мој личен инструктор на Ламбе Алабаковски. Марија, колку време се работуваш со Ламбе? Со Ламбе стартувавме од неодамна и сега сме наоѓаме во теретанова каде што активно вежбаме. Ламбе, Марија ни кажа дека пред се најмногу треба да внимаваш на исхраната. Колку Ламбе внимава на исхраната и колку добро ги комбинира теретаната и исхраната? Добро, искрено внимавам, може да се каже дека внимавам, значи денот го започнувам со овоше, најчесто со јаболко, по преспански начин. Обично среда и петок се резервирани за риба, бидејќи нели како постни денови се рачунат, но другите денови предпочитам да јадам салати повеќе. Но одамна заплови во брачните води, малку се опушти и сега опеве си во теретана. Што така? Па добро, сега вака неодамна се потпишав нов договор, се враќам на музичката сцена и мислам дека време беше да се вратам и во теретана, односно на вежбање, малку да се затегнам кондицијски за да можам да ги издржам следните концертите што следуваат. Сигурни сме дека ако продолжи вака, Ламбе ќе врати тежината, а бога ми ќе се врати достојно на македонската музичка сцена. Веќе следната недела ќе имаме можност да го чуеме во целост неговиот нов сингл, а исто така ќе можеме да видиме и како ќе изгледа неговиот нов спот. Одиме понатаму да видиме најпопуларната баба во Република Македонија. Впрочем, да ги чуеме незините импресии како помина првата дружба со гледачите на Канал 5 телевизија. Баба Рада, помина првата емисија, како сте задоволни? Немам зборови. Денес е еден од моите најубави денови, затоа што на најубав начин сето она што во текот на овие години го истражував, го читав, го барав, го споделив со гледачите. Имавме контактна емисија во која се јавуваа гледачите, разговарав со мојот гостин, така што емисијата на вистина протече во најубав ред. И овдека ќе го завршиме ова петочно дружење. Ќе се видиме во понеделник во 18 часот и 40 минути со нови содржини. Сега ве оставам да уживате максимално во викендот, во убавото време со добри прошетки, а и на Канал 5 телевизија со нашата викенд програма. Во меѓувреме, ако нешто сте пропуштиле од Екстра Ексклузив изминатите емисии, kanal5.com.mk во секцијата Web TV ги имате репризно да ги погледнете сите за време на викендот. Чао, до понеделник!